Трагедијата во Кочани е шок за целото општество, посебно за родителите кои што имаат деца на возраст со децата кои што се повредени и кои што се жртви на трагичниот настан. Во моментов многу е важно на децата да им се обезбеди сигурност, стабилност, поддршка од родителите и од семејството, но и од наставниците во училиштата. Се она што го чувствуваат младите треба да се уважи и да се нормализира, затоа што во овој момент се она што го чувствуваме е нормално, посочува психологот и психотерапевт Сања Јовановска од Куманово. Оно што се случи во Кочани предизвика шок за целата заедница и предизвика силни емоции и кај преживеаните, и кај семејствата на жртвите, и кај спасувачите, и кај сите оние што беа сведоци што на некој начин помагаат таму. Во моментов, за жал, се соочуваме и со голема и длабока траума, која што предизвикува силни емоционални реакции, но се соочуваме и со загуба на близок член, загуба и на здравје кај повредените, и тоа се моменти низ кои што треба време за закрепнување и време за минување. Значи, сега зборуваме константно за фазите, но морам да нагласам и дека секој има свој личен процес на минување низ ваква една тешка ситуација. Да, важно е да се минат сите фази за да дојдеме до фаза на интеграција и продолжување на животот на еден конструктивен начин во иднина, но некаде не треба да заборавиме дека секој има свое темпо на минување. Некаде ни се поклопуваат фазите на траума и фазите на загуба во однос на првите фази на шок, на неверување, на силните емоционални реакции, но имаме и многу разлики, затоа што од една страна траумата предизвикува силни физички реакции, може да предизвика панични напади, силна анксиозност, може да предизвика и подоцна и посттравматско стресно расстройство, додека загубата има еден, како да кажам, покомплексен пак начин на тагување и на прифаќање на живот без изгубената личност. Тука е важно некако да им се посочи на луѓето дека да, она што го чувствуваат во овој момент е нормално. Ова што го чувствуваат во однос на дали е тага, без гнев, дали е некоја состојба на себеобвинување, на чувство на вина, се е нормално. И дека е потребно време за зацелување на оваа психолошка и емоционална рана која што е веќе создадена. Ова трагедија ги погоди сите во нашето општество, како што реков, веќе предизвика шок во заедницата. И некаде сите препорачуваме и препорачуваат семејството да биде тука, семејството да биде поддршка. Но и семејството мораме да согледаме дека семејствата минуваат низ голем стрес, низ силни емоции, кои што некаде треба да и на нив да ми се пружи соодветна помош и поддршка за емоционално закрепнување, за да и прифаќање на новонастанатата ситуација, со цел да тие самите можат подоцна и да понудат една средина поддржувачка за повредените, каде што нели исцелувањето би било полесно.